Почитувани слушатели на Лидер FM, точно е 8 часот и 30 минути. Очигледно ние во Радио Лидер функционираме по стариот начин на сметање на времето. А може би не. Малку утнавме ова утро со временскиот термин, но сепак овде сме за темите од кои зависи иднината на Македонија. Оно што во овој момент на микрониво, на краток период зависи иднината на Македонија е денешната лидерска средба која ќе се одржи во клубот на пратениците денес попладне, каде што ќе се сретнат премиерот Зоран Заев и лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Анализа за ова и за многу повеќе ова утро со Илија Димовски, поранешен пратеник од ВМРО ДПМН и човек кој учествувал на многу преговори досега. Може би еден од луѓето кои што најчесто учествувал на преговори долго време. Може би од 2008 година па до 2015-16 скоро и да не сум пропуштил ниту една лидерска средба. Димовски, впечаток е дека ВМРО ДПМН и дека вашата партија многу од работите кои ги имаше ги изгуби во изминатиот период на зелена маса, преку тие преговори во Пржино, преговори со, како се викаше, со Ван Хојте, преговори со овој, преговори со оно, и некако се чини дека да не беше таа зелена маса, може би немаше да паднете од власт. Можеме ли да очекуваме дека конечно ВМРО ДПМН ќе добие нешто, односно ќе победи на едни преговори? Видете вака, многу е битен и политичкиот контекст во кој што се случуваат било какви разговори, многу е битно расположението на граѓаните, генералните политички правци кои што се случуваат во државата, во регионот и пошироко, и проценката на истите. Во контекст од претходно ВМРО ДПМН беше практично долги години на власт, беше прилично рекорд постави во македонски услови. Да, беше прилично доминантна на сцената и со тек на време се создаде голем отпор, кој што од денешна перспектива гледаме дека многу луѓе им е жал што биле дел од таков еден отпор, шарена револуција, протести, вакви протести, такви студентски и така натака, заради тоа што луѓето тогаш беа мотивирани само од желбата да се смени власт, без при тоа да калкулираат што би се случило доколку оваа гарнитура која што сега е на власт дојде на власт. Денеска ситуацијата е сосема различна. Социјалдемократскиот сојуз е веќе на власт 4 години, со оние технички министри од претходно можеби и подолго. Граѓаните апсолутно можат да ги споредат капацитетите, знаењата, можностите, мудроста, паметта, работливоста и на едната и на другата страна. Во секое поле во кое што би направиле анализа, сакате да е тоа инфраструктура, сакате да е стопанство, сакате да е макрофинансии во државата, сакате да е образование, сакате да е здравство. Значи во било кој сегмент, ако направите споредба, е неспоредлив квалитетот на работите кои што ВМРО ДПМН ги изработувал додека бил на власт, иако и тоа не било доволно, и тоа можело да биде и подобро, и поефикасно, и поотворено спрема граѓаните, и поотворено спрема невладиниот сектор и така натака. Сепак оваа власт покажа и многу од нас кои што малце се сеќаваме на транзицијата, не подсети на транзицијата. Значи тогаш се затвараа фабрики, тогаш се бркаа луѓе од работа, тогаш државата најмногу се задолжуваше, тогаш не функционираше образовниот систем, не функционираше здравствениот систем, немаше никакви странски инвестиции, се случуваше една внатрешна прераспределба на капиталот, на имотот, на сето тоа што го гледаме овие 3-4 години. Тие што памтиме, имаме реминисценција на периодот од 90-тите години, а помладите кои што пораснаа, беа тинејџери и пораснаа во периодот на владење на ВМРО ДПМН, имаат прилика сега да видат што значи кога Социјалдемократскиот сојуз. Што може да очекуваме од денешната средба? Ние во моментов имаме практично сме на еден чекор пред колабирање на целокупниот систем во државата. За мене главен проблем е владата на Република Македонија. Ако гледам дека многу аналитичари, политичари сакаат проблемот да го сконцентрираат во собранието, за мене не е толку во собранието проблемот, колку во владата. Зошто? Владата е конципирана така како што е конципирана, со 62 пратеници. Владата ги динамизира процесите, владата предлага иницијативи, закони и така натака, но во што е проблемот? Прво, две линии се на проблем. Прво, владата е без капацитет,
и е полна со скандали. Било кој министер, ако од овие поставените сега, ако го разглобиме, за секого има најмалце по една, по две, по три афери или скандали зад себе. И втора работа, се однесува како да има двотретинско мнозинство. Се однесува како да има апсолутна поддршка од граѓаните. Имаат прилично стаклени нозе. Така е, имаат 62 пратеници, од кои што веќе значаен број на пратеници во собранието за одредени политички правци, за одредени политики на оваа влада покажуваат јасно несогласување. Од друга страна, расположението во општото граѓанство е евидентно веќе опозицијски, антивладино, заради некапацитетите на оваа власт. Еден од највидните провладини аналитичари, но сепак човек кој ги познава политичките процеси, независно од тоа што најава за СДСМ, господинот Сашо Ордановски имаше една колумна во која јасно напиша дека најголем проблем е проблемот кој Зоран Заев го има со граѓаните. Апсолутно, видите, ние дојдовме во ситуација сето она што сме го говориле минативе неколку години да станува видливо. Ние имаме стопанска криза во државата, имаме 55.000 работни места помалце за само една година. Да, во криза живееме здравствена, но и другите држави живеат во здравствена криза. Србија во овој период од здравствена криза има над 2,5 милиарди евра странски инвестиции. Ние немаме ни 205 милиони во минатата година странски инвестиции. Катастрофално ниво. И другите држави минат низ корона кризава, но функционираат во сите наши соседни држави. Во Бугарија, во Србија се изградија по една, по две специјални болници за третирање на пациенти со Албанија. Со корона. Албанија има над 200.000 вакцини веќе добиено. И таму ќе почне реално масовна вакцинација. Но ние почнуваме масовна вакцинација со 25.000. Не, тоа е 25.000 вакцини. Лјупче, јас гледав по Википедија, барав општини кои што се слични, тоа ќе е доволно да се вакцинира Пробишти. Од прилика. Пробишти 5. Да, по една доза, по две дози практично треба за секој, нели вакцина и ревакцинација. Мислам дека излетово ќе го опфати. Заедно се шегуваме на оваа тема, но трагедија. Трагедија е заради тоа што јас живеам во град како Велес, се познаваме сите. Градот Велес нема да стигнат овие вакцини. Веројатно, градот е и еден од поголемите, но и сепак една ограничена средина во која што доволно добро се познаваме. Нема ден да не слушнете која фамилија се заразила со корона, нема ден да не слушнете дека некој отишол на притисокот да отидете во Србија да се вакцинирате. Па се уште не размислувам да ги однесам моите родители, имам повозрасни родители, најголем процент од мојата грижа во овој момент е спрема нив, заради тоа што сум со нив и не сакам да направам бела. Да се надеваме дека државата ќе обезбеди наскоро капацитет, ако не обезбеди ќе немам избор, како и сите други граѓани, ќе морам барем моите родители да ги обезбедам со некаква минимална здравствена заштита. Значи зборот ми е дека ние практично во оваа година дена живееме како да немаме држава. Значи немаме образовен систем. Се сеќавате пред година и пол дека требаше да функционира една национална платформа за онлайн образование, уште не е профункционирана. Но тендерот е поделен. Ама тендерот е поделен. Ние завршува нашата грижа, во моментот дадовме пари па да видиме. Така пред една година и месец дена. Значи пред 13 месеци влеговме во оваа корона криза. Што во овие 13 месеци државата направи за да го подобри здравствениот систем? Дали има една работа? Дали има набавено едно возило за брза помош, сем некаква чудна донација во Струмица возилото? Дали во Велес медицинските установи добија едно ново возило за брза помош? Не. Дали добија нова апаратура во оваа година, значи во овие 13 месеци? Дали добија апаратура нова? Не добија. Дали лековите се поевтини? Не, поскапи се. Дали граѓаните можат да најдат ефтини брзи тестови за корона? Не, скапи се тестовите по 2.500 денари. Значи, во 13 месеци одговорна власт, одговорно Министерство за здравство ќе направеше репрограмирање, ќе направеше концепти, ќе ги потрошише парите. А не да се фалиме дека сме потрошиле само 7 милиони евра од предвидени 30 милиони за тој сегмент и ќе обезбедеше барем подобрување на оној здравствен капацитет кој што го имаме. Приватните лекари, тоа баш разговарав со соматичните лекари, изминатите денови приватните лекари, односно оние кои не се приватни, работат со фондот, матичните лекари и сите оние кои имаат своји ординации, но работат со фондот, не добиле буквално ништо во изминатиот период. Ниту една маска, ниту еден дезентал. Тоа говори, значи ние имавме 13 месеци. Живееме 13 месеци во криза. А камо ли скафандер?
требаше државата да си се реорганизира. Нема оправдување. Има оправдување за првиот месец, првите 2 месеци, првите 3 месеци. Додека се соземеме... Пошто не ги бива и првите 6 да им ги дадеме. А после 13 месеци да немате набавено ниту едно возило. Јас патувам скоро секој ден Велес Скопје на таа релација. Често одам и Охрид и така натак. Гледам, не се случило еден ден да дојдам на кај Скопје или на враќање од Скопје да не видам брза помош возила. Сега интензивно ги гледам низ Верес. Значи, едно возило не набавија во 13 месеци. Па извинете, нема оправдување. Тоа е веќе не е прашање на недобро владење, е прашање на губење на основен осет за приоритети на државата. Од тој аспект. Да се вратиме на лидерската средба. Значи, од тој аспект, ние имаме тотален нефункционален систем во државата. Тоа е доволна причина да дојдеме до ситуација во која што Македонија ќе има друга влада. Тоа е финална линија по која што треба да се движат анализите во овој период. На крај на краиштата и самата изјава на Заев пред месец дена кога побара некакво вклучување на опозицијата во извршната власт, самиот кажува дека е потребна нова влада во државата. И јас мислам дека е потребна нова влада. Би бил најсреќен доколку ни со овие разговори, преговори дојдеме до ситуација да државата добие експертска влада. Во моментот треба да ги искористиме капацитетите на најпаметните. Има доста професори, има доста членови на академија, членови на бизнис заедница, успешни македонци и надвор од Македонија. Мислам дека треба да се состави експертска влада. Секако премиер на таа влада не смее да биде ниту фронтменот на Социјалдемократскиот сојуз, аналогно на тоа не би требало да биде и фронтменот на ВМРО ДПМН, но треба да дојдеме во ситуација. Дали би било политички попрагматично во целиот тој процес да го оставите вие како партија Зоран Заев до крај, да изгори со своите политики, својата очигледно нефункционална влада, него не може еден закон да му помине во собрание, поради тоа што има тесно мнојство, да го оставите буквално да изгори до последниот ден на мандатот и потоа да го победите 3:1. Така, ако гледаме низ призмата на партискиот интерес, има логика во вашето прашање, нема дилема. Ма ние сме во екзистенцијална криза. Ние дневно губиме по 30-40 луѓе. Бројките на смртност од короната во следните неколку недели ќе растат. Ние ќе дојдеме до бројка од 50 на починати дневно. Веќе одамна го надминавме конфликтот во 2001 година. Сега се движиме кон Втората светска војна буквално. Ние дневно губиме по толку луѓе колку што малтене во 2 дена губиме толку луѓе колку што изгубивме во цела војна 2001 година. Второ, макроекономските показатели, јас ги следам прилично внимателно, се катастрофални. Дефицитите во буџетите се продлабочуваат, од планираните се надминуваат. Задолжувањето во овие 3,5 години, колку што е 4 години, колку што е СДСМ на власт, е зголемено во апсолутна бројка за 2,5 милиарди евра. Значи, приказката дека они враќаат стари долгови од претходно е неточна, заради тоа што зголемено е задолжувањето за 2,5 милиарди. Ако они нешто во меѓувреме и вратиле од претходните долгови, значи дека земале повеќе од 2,5 милиарди. Значи ние имаме нов долг од 2,5 милиарди на долгот кој што од претходно година. И плюс камати на сето тоа, значи 3,5. Нема странски инвестиции, нема влесна свеж капитал во државата, нема зголемено производство. Намалена е бројот на вработените во државата. Намален е бруто домашниот производ. Значи показатели кои што можеби сувопарно звучат. Ја разбирам дека не секој во државата се интересира за овие показатели. Но ние ќе имаме и многу сериозни економски последици. Капитални расходи државата скоро и да нема, тие се сведени на 4-5% како никогаш досега. Овие непродуктивниве трошоци на буџетот се до плафон, се троши за све и свачега што викаат нашите соседи од север, непродуктивно, не се создава економски развој и ние како граѓани, не мора како партии, како политички структури, како граѓани, ние сме соочени со тоа дали е подобро да го оставиме Зоран Заев и да го гледаме како се гуши во своите лаги и во својата неспособност. Како Евер Гивен во Суетскиот канал, заглавен буквално во таа позиција. Да превземе мерки и него и на неговата структура и на неговите поддржувачи да им кажеме луѓе, време е да направите чекор назад, немате капацитет да се. Втората тема
освен или оваа експертска влада која иако не кажале јавно, знаеме дека ќе биде нели барање на опозицијата затоа што постојано некако се наметнува на јавноста пред извесен период нели и самото. И ја подолго време ја зборувам. Ја зборувам веднаш после изборите на 15 јули, поради тоа што очигледно и беа бројките во собрание. Јас имам дека никој нема легитимитет, значи, имате искуство во собрание. Прилично долго искуство од собрание. Јас сум бил и координатор на владеачкото мнозинство во собрание. Вие со 80 пратеници бевте? Претходните координатори беа со 80, во периодот кога јас бев координатор, имавме на владиното мнозинство имаше 76 пратеници. Беше тешко да се менаџира. Значи имавме ситуации во кои што навистина имавме проблем да менаџираме, не од аспект на бројка, туку некогаш ни фалеа луѓе. Кој е отишол на патување службено, кој има проблем здравствен, кој се налутил за некој закон, не сака да го гласа и така натака, што е сосема легитимно и исправно и било тешко да се функционира. Сега вие со 76 не можевте да обезбедите не само тој проблем. Понекогаш. 76 со релативно силна политичка позиција тогаш на ВМРО да помане. Сега Социјалдемократскиот сојуз располага со 62 пратеници, ама тие 62 пратеници има 13 политички партии, тука е БЕСА, тука е ДУИ, тука е ДП, ја заборавам, ама 62-иот е ДП. Тука е ДОМ, тука е ЛДП, тука е Демократски сојуз, има 2 турски партии во собранието, има 1 српска партија во собранието, зборам за владеачкото мнозинство. И не можете вие со 62 пратеници да обезбедите таков проток на работа и ефикасност на собранието, посебно ако ја игнорирате опозицијата. Законот за попис. Законот за попис помина без ниту единствен амандман прифатен од опозицијата и сега владата, премиерот, министрите викаат ја молиме, ја замолуваме опозицијата да се вклучи во пописот. Па чекај бе човек, кај ти беше паметот која го носеше законот? Значи, имаше некои разговори помеѓу ВМРО и СДСМ за законот за попис. Ништо не беше прифатено. Апсолутно ништо. И сега не можете вие еве ви ливче хартија или вака или никако. Па и таму има сериозни луѓе, седат, читаат, анализираат, компарираат, пописи има во сите држави. Пописот е втората тема на овие преговори покрај експертската влада. Она што го знаеме е дека лидерот на опозицијата веќе подолго време, односно заговара и бара да бидат првенствено имунизирани оние кои ќе бидат попишувачи, но и да се одложи самиот попис поради тоа на одреден период. Никој не е против попис во Македонија, затоа што пописот е важна статистичка алатка, но став на опозицијата и на Мицкоски дека не може да се одржи во овие услови попис, што е, јас би рекол, еве, слободно, ќе ја напуштам зоната на новинарска непристрасност, но ова не е пристрасност или непристрасност, но овде станува збор за здрав разум. Тука има две линии. Прво, ние не можеме да кажеме дека ние најдобро се справуваме во регионот со короната, па да имаме некаква предност ние да спроведуваме попис во момент кога Србија, Бугарија, Грција, Албанија, Романија, Хрватска, сите ги одлага. Не беше колку попишувачи со изолација во моментов поради тие. Апсолутно, јас ја извадив информацијата дека 4 инструктори на попишувачите веќе се заразени со корона. Ние не добивме информација од Државниот завод за статистика дали тие инструктори имале контакт со попишувачите, дали биле во затворена просторија заедно, дали не и така натаму. Тука има еден прак на нетранспарентност целосна која што може да загрози живот. Значи тоа е здравиот разум, но има и втора линија. Не само одложување заради здравствени причини, туку и преговарање на законот за попис. Методолошки има пропусти попис. Ваков попис не е нити по стандард на Евростат, нити пак ќе даде резултати кои што ќе ни бидат од корист. Пописот вака нема да даде резултат колку луѓе живеат во Велес, колку луѓе живеат во Кавадарци, колку луѓе живеат во Госпидар, колку луѓе живеат во Свети Николи. Ние ќе имаме погрешни бројки и во следните 10 години ќе правиме проценки, анализи, инвестиции врз база на погрешни бројки. Има еден пример со едно релативно големо село во околината на Велес, Горно Оризари. Таму живеат наши сограѓани бошњаци. Во овие 20 години на економска криза во Југославија не биле интегрирани во нити во администрација, нити во вработување и така натака. И многу од нив имаат диаспора во Виена. Сега, според хартија, во тоа село се направи основно училиште. Според проценките на хартија. Оваа година не може да се направи паралелка и минатата година во прво оделение.
А според хартија треба да се отвори и средношколска паралелка. Ме разбирате? Да. И сега ќе дојдеме ние На папир има, во реалност де нема. факто нема, заради тоа што еве од тоа село најголем дел има преку 1000 луѓе само од едно село во Виена. И сега ние на ваквиот начин на попишување ние нема да добиеме бројка која што ќе ни биде корисна. Дали треба да има таму школу или не? Или не знам, од позиција на една приватна компанија, еве, која е поголема за производство на леб во Велес, колку лебови треба да се... Тука пазарот си го утврдува, тие оправдувања од Државниот завод за статистика и од владата дека заради инвестициите и економијата ние треба да имаме попис. Видете, Македонија е таква држава како што е. Сериозни компании не влегуваат на пазарот без да си направат собствена анализа на Facebook пазар. и Google чека да го смениме името за да дојдат. Сега и за попис му рекле најголемите инвестиции во Македонија. Сакате Кромберт и Шуберт, сакате Дрекслер Мајер, сакате Маркарат во Велес, сакате Ванхол во Скопје, Джонсон Мети, Джонсон Контрол по источна Македонија. Се случија на година, 2-3 после пропаѓање на минатиот попис. Тоа не е поврзан процес. Вие си ги прават анализите. И државата има датабази. Ја упорно се обидувам овие неколку месеци да објаснам. Државата има датабази да спроведе дигитален попис. Самата, значи државата во моментов знае колку граѓани живеат во Република Македонија, колку граѓани, колку имаме државјани, колку се тука, колку се во странство, колку трансакцијски сметки има, колку здравствено осигурување граѓани имаат, пензиско, колку лични карти имам надвор луѓе што се куцнале, односно пасоси. Со добар софтвер, кој што се прави за месец-два, предпоставувам, државата може да направи јасен увид во тоа колку граѓани се јавате на изборите, оние избори фамозни, кога се самотврдени или дека има фантомски 200.000, 300.000, 500.000. И се направи процес на така наречено прочистување на се направи со вкрстување на датабази. Точно е. И излезе бројката 220.000 луѓе од тие 1.780.000 колку беа во тој период, че 220.000 луѓе се утврди дека ги нема во ниту една дата база на оние дневни потреби на граѓаните, на УЈП, но доколку ги побарате може и да ги најдете. Тие имаат државјанство на државата. Тие 220.000 имаат пасош македонски. Имаат право да гласат. Имаат право да гласат. Тоа е, видете, тука само недоволно упатен човек може да прави споредба на гласачко право со жителство и со попис. Че секој државјанин на Република Македонија има право на глас, па макар и на Антарктикот да живее. Но попис се прави на тоа што е тука. Вие во вашето радио ако правите попис, ќе правите попис на светлото, камерата, микрофонот, компјутерот и така натака. Нема да правите попис преку булеварот што има во таа зграда, така. Вас ви треба информација што има во радиото. Од тој аспект, тогаш на 1.800.000 да заокружам, 220.000 луѓе се покажа дека нити имаат здравствено осигурување во Македонија, нити имаат трансакцијска сметка, нити платиле данок десетици години назад, нити се појавуваат во евиденција казнена, прекршочна, собраќајки, ова. Значи, милион такви работи има. Фонд за пензиско, образование, децата дали им одат на школа, не им одат на школа, и државата и во овој момент може да го види тоа. Според мене, врз база на она што го знам од искуство, Фондот за здравство е датабазата на Фондот за здравство е најблиска до реалноста. Зошто? Заради тоа што никој одговорен граѓанин не се остава без здравствено осигурување. Или е пријавен преку агенција за вработување, преку центри за социјална грижа или во некоја мала фирма си има здравствено осигурување, тоа е најблиска до реалноста. Дури и оние колку имаме во Фондот за здравство? А не се повеќе од 1.800.000. Не се повеќе од 1.800.000. Со се децата тука. Со се децата, да. И децата се осигурани преку своите родители. Да, но знаете дека ќе имаме сериозен проблем ако излеземе под 2 милиони. Не знам. Знаете реално не сме 2 милиони на територија на Република. Доколку имаме под 2 милиони жители, ќе имаме сериозен проблем со интеграција во Европската унија. Затоа што Словенија пред да влезе во ЕУ увезуваше граѓани условно кажано, односно им дозволуваше на луѓе од Србија, Македонија и Босна и Херцеговина. Ако постои некаков праг таков, да. Да, лесно да се вселат за да го надминат тој прагот од 2 милиони. Мислам, ние ќе имаме сега вака како што се тера пописот, ќе имаме 2,5 милиони, можеби. Може и 4 да стигне. Ама реално на територија на Република Македонија да станеме една од најголемите нации на Балканот. Инаку чудно
токму дата база на фондот за здравство не е земена во предвид нити во споредбените процеси кои што ќе треба да заводот за статистика да ги спроведува. Чудно. Што мислите, зошто Метју Палмер му се јави на Христијан Мицкоски и разговара токму за пописот? Еве, вашето политичко искуство, што ќе претпоставиме дека Мицкоски не ви кажал ни вас или детално што се разговарало, од она што го гледаме како општа слика и што е објавено во јавноста, дека они се чуле и разговарале за пописот. Комуникација помеѓу нашата држава и Соединетите Американски држави е потребна, неопходна. Апсолутно. Стратешки партнер, ние имаме подпишано уште 2008 година партнерство со Соединетите Американски држави. И тука нема збор. Главен играч на глобалната сцена е Соединетите Американски држави, во овој регион апсолутно доминантен играч. Нашето партнерство со САД не треба да биде доведувано во прашање. Прва работа. Втора работа, комуникацијата помеѓу американската администрација и опозицијата во Македонија е исто така убав сигнал за опозицијата, заради тоа што е фактор. Доколку опозицијата не беше фактор, немаше Метју Палмер да троши нити време, нити енергија да разговара со опозицијата во врска со овие прашања. Трета работа, добра е приликата, јас се надевам дека е искористена господинот Мицковски да ги објасни аргументите и на опозицијата, во смисла на сите овие методолошки, технички, па и здравствени аспекти на пописот, па и компаративни. Сигурно е споделена информацијата во целиот регион се одложени пописите. Сигурно се споделени овие работи кои што ги зборуваме неколку месеци наназад во јавноста за методолошките проблеми на пописот. Од тој аспект, било каква комуникација со високи структури од Стейт Департментот, мислам дека се од полза и за опозицијата, и за државата генерално, заради тоа што од прва рака тие ќе може да се информираат за реалната состојба, несостојбата која што во било какви брифинг материјали ќе им ја подготвува владата или Министерството за надворешни работи. Од друга страна, проблемот со пописот повеќе е кај владата, заради тоа што и вие во вашето прашање кажавте дека е прашање на здрав разум. Немаме вакцини, одиме на попис. Но од друга страна, можеме да ја калкулираме позицијата која што има по премиерот Заев. Јас не верувам дека Дуј би била среќна со било какво одложување на пописот. Не, Дуј сосем спротивно ќе ја напушти владата. Тоа не доколку не се реализира пописот. Доколку не се реализира пописот со бројки кои тие ќе ги наметнат. И јас сум ги слушнал тие проценки и не ми се далечни да можам да кажам дека не напред. Зарем не е најлогично во ваква ситуација, колку и да звучи еретички ова што ќе го кажам до сите оние кои ме гледаат, па можеби и кон нас, и кон СДСМ, и кон ВМРО-ДПМН. Во ситуација кога Дуј уценува со оваа статистичка операција, нешто што можеме да го видиме, во ситуација во која секојдневно не провоцираат од Косово, да Албанија, да официјални политичари директно се мешаат, нели е најлогично СДСМ и ВМРО-ДПМН да речат окей дечки, беше што беше, дај да направиме заедничка влада и да ги тргнеме овие кои буквално ја подкопуваат Македонија. После се што се случи, вие мислите дека Why not? Не сум оптимист. Не сум оптимист. Прво, видите, политичка влада помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ за мене не е логично. Не, тука не е мислам, нема премногу лоши работи се случија во минатите 4, 5, 6 години, ако сакате, еве дел од одговорноста и ВМРО-ДПМН да ја превземе од претходно. Политичкиот терор кој што го прави СДСМ е преголем спрема ВМРО-ДПМН, преку судство, преку бркање од работа во образование, во управа, во општини и така натака и така натака. Второ, претешки политички процеси СДСМ си дозволи сама да ги истера без при тоа да се обиде да има разбирање со ВМРО-ДПМН. Бете се разбра со Крсто Муковски и со Бети Камчевска. Тоа се адхок решенија кои што создаваат поголеми проблеми во иднина. Не создаваат решенија таквите лупинзи во политиката. Според мене пак ќе се вратам на почетокот од разговорот. Нема што ВМРО сега со СДСМ, нити па имам ја очекување дека наеднаш сега некој утро се разбудил Зоран Заев или некој и станал разумен човек и си рекол после све што се случи, после законот за двојазичност, после
Преспанскиот договор, после договорот за соработка со Бугарија, дека наеднаш ние сега ќе кренеме рачна. Не, мислам дека е политика купи ден продај. Јас се сум кажал многу кратко, но да ви спомнам, имаше една седница во собраниот затворен карактер за договорот со Бугарија, пред да го подпишат договорот со Бугарија. На таа средба присуствуваше премиерот Заев, присуствуваше тогаш министар за надворешни Димитров, присуствуваа луѓе од Министерство за надворешни работи. Од наша страна бевме присутни јас, господинот Димитриев, господинот Поповски, господинот Трајко Велјановски и господинот Милошевски. Верувајте, јас пред некој ден побарав од собранието дали може да ги добиеме како стенограми тие податоци, пошто беше затворена седница, ми беше одговорено треба да се види декласификацијата на податоците. Колку време треба да потрае. Но би бил среќен во момент кога ќе ги добиам и да ги споделам со јавноста, од аспект дека сето ова што ни се случува сега во односите со Бугарија им беше укажано најдобро намерно. Значи им беше споделено нашето искуство. Јас бев председател на групата за соработка со Бугарија. Господинот Поповски и господинот Милошевски беа министри за надворешни работи, господинот Димитриев беше премиер, господинот Трајко Велјановски беше председател на собранието. Тоа беше највисокото ниво што ВМРО ДПМН можеше да го понуди како експертиза и како искуство од овие односи. Значи до детали, до точки им објаснивме што е целта на Бугарија во целиот контекст. И им понудивме 5 работи. Побаравме 5 работи да ги променат во договорот за и ние да го поддржиме договорот. Токму слабостите околу историската комисија, околу асиметричниот елемент на договорот, околу дефицитот на обврска на Бугарија да не го стопира нашето членство во НАТО и во Европската унија. Таму знаете како вика? Бугарија ќе ги сподели искуствата за да ја помогне на патот на Македонија кон ЕУ и кон НАТО. Тие не го прекршуваат договорот со ветото што ни го ставија. Во договорот ние не сме ставиле обврска на Бугарија да не поддржи. Туку сме ставиле обврска на Бугарија да споделува искуство. И они сето ова малтретирање што го прават на македонскиот народ и на македонската држава го ставаат во класификација споделуваме искуства за регионална соработка, за надминување на историските недоразбирања. Разбира, сето ова беше кажано. Глуонемо. Значи, глуонемо. Не знам зашто го кажувавме, не знам зашто го слушаа. Веројатно требаше да се случи некој таков настан. Еве имаме некаков диалог со опозиција. Знаете, така кога сте дете и вашите ќе ви кажат немој да го правиш тоа. А вие си терате по памет. Се додека не си изгорите. И си велите, овие не знаат или имаат некаква друга. Све им беше кажано. Јас ќе бидам навистина среќен да ги добиам тие материјали од собрание, нормално во момент кој ќе може да се декласифицираат, пошто беше затворена седница од државен карактер. И да ги споделиме, да ги види јавноста дека некој во оваа држава ги проценил работите на време и ги укажал. Да, но сега зошто јас после такви искуства и лични искуства, јас сум разговарал и со тогашниот министар за надворешни работи, и со господинот Заев додека идеше во собрание, сум разговарал и за Преспанскиот договор. Во нашата јавност членот 7 од Преспанскиот договор многу малку се разработува. Тоа е еден член во договорот кој што се занимава со идентитетот над границата на луѓето и под границата на луѓето. Тој член е катастрофален од аспект на меѓународно право. Таму вас ви кажуваат, ако вие кажете македонец, што се подразбира под тоа? Тоа е навлегување во индивидуалното право на идентитет. Ние сме единствената земја на планетата Земја која вика македонци живеат на оваа територија, од тука од граница натака нема. Таму живеат македонци, ама тие се други македонци. Значи, со меѓудржавен договор ние утврдуваме идентитет на граѓани во две држави. Ја имам дел од моето семејство со потекло од македонците кои живеат сега не се исти. Од таа страна не ме прави тоа да бидам поскржав. Не само тоа. Зате, не само тоа. Таму велиме ние историјата, традицијата, културата, наследството, таму е од хеленски карактер. Сега седумосминскиот такт, многу малку луѓе во Македонија кој што нели е типичен за македонскиот фолклор и недвојоците, седумосминскиот такт не е настанат на територија на денешна Република Македонија. Седумосминскиот такт е настанат во пределот околу Негуш. Науса денеска по грчки, тоа е јужно од Воден 20 на километри, таму е таа позната Каракамен планина што ја пееме во Дафино вино црвено песна. Таму е настанат седумосминскиот такт. По словото на
Пословото на Преспанскиот договор, Седмосминскиот пакт сега е дел од грчкото културно наследство. Не само тоа, Егейска Македонија е буквално така да, Спарта за нас во многу погледи, целиот македонски идентитет во многу што се базира на Егејска Македонија, не поради друго, туку поради тоа што црквите во Вардарска и во Пиринска Македонија можеле да прават пропаганди затоа што и српскиот јазик и бугарскиот јазик се блиски на нашиот македонски јазик. Со овие два договори ние ги повампиривме тие времиња од 19 крајот на 19 не гледате тоа одма се одрази на црквата. Апсолутно дека ќе се одрази. Одма почнаа да бараат влијание преку тоа, па оваа била мајка, па таа била мајка на нашата црква, буквално како да сме во периодот во Балканските војни, каде што се борат за да не освојат. Не само Балканските војни, значи видите, А Србија не е лукава во таа, она не освојува со вакцини. Додека сите други не освојуваат со историја. Видите, Бугарија реално во нејзината желба да ја завладее Македонија дала најмногу жртви. Да. Дала и Србија, дала и Грција, но Бугарија дала најмногу жртви за да ја завладее Македонија. Резултатот на погрешни бугарски политики е сега да се ставиме во нивна Две војни влегува во Македонија на погрешна страна и во првата и во втората. втората. Грешки. Сега видите, од една страна имате однос од Бугарија на блокирање на некаква иднина на државата во Европската унија, од друга страна Србија ти даваат вакцини и тоа видите многу мудро. Вучич можеше тие 5-10 илјади вакцини што овој викенд ги даде за македонски граѓани да ги прати во едно комбе на Табановце, така? И да рече, еве, грижете се натака. И што направи Вучич? Прво создаде впечаток за целиот регион дека е главен фактор на стабилност, дури и здравствена. Од друг аспект и финансиски Србија имаше свој бенефит, патарини, ресторанче, бензиска и така натака. Вие ќе отидете 100 евра ќе потрошите таму со фамилијата. Но политичкиот ефект е поголем. Значи можеше тој и на Заев, и во Босна, и во Црна Гора. Црна Гора сега има влада која што е, да речеме, блиска до српската држава. Можеше да им ги даде вакцините, не им ги даде. Сакаше да покаже во регионот кој треба да биде прецепиран како батко. Многу помудро од бугарската политика. Мене ми е многу жал заради тоа што видите, Македонија треба да направи баланс во односите во регионот. У принцип, значи и во односите со Грција, и во односите со Бугарија, и во односите со Србија, и во односите со Албанија. Заради тоа што претензиите на соседите како народи, не како држави, историјата така ни кажува дека создавале конфликтност. Ние мора да бидеме некаква бафер зона, но обезбедена бафер зона. Да не може некој да ни го зима јазикот, друг да ни зима територија, трет да ни зима црква, четврт не знам што ќе му дојде на памет, а ние да бидеме како стадо без собствено трло што може да биде префрлано од еден двор во друг двор. Од тој аспект да заокружам, значи јас не гледам доволно политичко искуство. Реално политичко искуство. Не зборам јас сега ова помалку пазарџиско, ваму притисни, ваму уцена, ваму закани се, овој купи го, направи гласови со разноразни структури и така натака. Зборам сериозно државничко политичко искуство. Не гледам во моменталната владеачка структура таков капацитет за да го споделам вашиот оптимизам дека некој во СДСМ утринава ќе се разбуди и ќе рече чекајте дај да кренеме. Од денес јас сум патриот, мора рачно да дигнеме. Да, но Димовски немам оптимизам така. Ја сега ви го кажувам од позиција на новинар и човек кој секојдневно комуницира со сите. Она што можам да го приметам во изминатите 2-3 недели во комуникацијата со луѓето од СДСМ и во реакциите кои ги имаат кон нас е дека кај нив приметувам огромна нервоза. Прво мислев дека таа нервоза е затоа што постојано рейтингот им оди надоле, не успеваат во никој од сегментите на кризата добро да се справат, но потоа добив еден впечаток, но и информација и страф од една страна дека сега имаат еден реален проблем. Не е тајна, сите знаеме дека обвинителството и судството во Македонија полека од политичката контрола се стави на некој начин под меѓународна контрола. И имаме ситуација во која многу од амбасадите и многу од чиновниците во амбасадите се помокни во обвинителството и во судството во некои сегменти и кај некои суди и обвинители дури од самата влада. Знаете како? Меѓународната заедница не е тајна ако кажам дека многу инвестираше да се промени власта.
многу инвестираше во овие луѓе кои што сега се власт, со една голема надеж дека ќе се доведе во ред. Сега, токму тоа ми муабетот. Напротив, мислам дека впечатоците кај меѓународната заедница се дојдени до момент на врејење. Они првите сигнали за коруптивност на оваа владеачка структура ги има уште во претходниот мандат. Во понеформални разговори со нас и не укажувале одредени нивни впечатоци и согледувања, на што сега го има како впечаток е дека алармот е кренат заради степенот на коруптивност на владеачката структура. И токму затоа... И мислам дека вие повеќе треба да го гледате низ призмата дека ќе дојдеме до момент во кој што без разлика на целокупната политичка инвестиција која што се случи за да се промени власта во Република Македонија, мислам дека ќе дојдеме во момент во кој што нема да има резистентност кај оваа владеачка структура доволна како досега за да се спротистави на скандали и расчистување на скандали. Токму тоа е и прашањето. Десетици скандали ние имаме позади, што не се расчистуваат. Она што е впечаток во јавноста е дека веќе со случајот на Сашо Мијалков тоа го видовме на терен, но дека веќе се бара апсење на високи функционери на власт. И обвиненија и судски процеси за сите тие бројни скандали кои излегува. Веќе не се задоволуваат со оставка како кај Кочо Ангјушев. Не. Веќе они неколку обиди има еве со вовлекување на приказката за Никола Груевски, библиотека му нашле и така натака, и да направат реминисценција на периодот пред 2016 година и да докажуваат некаква борба со корупција. Ниеден ден не траја тие моменти, дури напротив беа примени во јавноста како со подсмев, така? Као сега дајте ама не замарајте. Така, да, секој ден гледаме афери, веќе не замарајте со случајот 2008-2009 година. Кога гледаме дека со главните наркодилери сликане Оливер Спасов. Имаше еден пишено браво, и тоа поддржувач на СДСМ на Твитер, имаше пишено браво ако ви треба 4 години да утврдите дека имал 2 стана плюс човеков. Замисли ако треба да утврдите дали има имот некаде надвор од света. Замисли милиарда да имаш украдено, можеби за 16 години. Сега, ти ако една власт нема таков капацитет, значи не треба да биде власт. Од друга страна, ние на дневна база слушаме работи за случувања со тендери скоро во сите министерства. Ние на дневна база слушаме вклученост на министри во корупцијски скандали. И никој не превзима мерки. Министерката за образование ја прозиваат во судски рочишта дека била фактор. Не знам, министерот за ова го спомнавте за внатрешни работи, министерката за одбрана, министерот за ова, министерот за... Значи, нема министер од Социјалдемократскиот сојуз кој што не е некако приклучен на некаков скандал, а од друга страна, видите на еден еклатантен пример како Рашковски, со набавка на собствен софтвер, кој што не е потребен, за кој што министерството вика не е потребен, но и нема право да го набавува. Абе го бранат. Ама го бранат. Отиде 2 недели на одмор во Мексико во период на најголема криза. Јас си правам се аналогија, така, во време на претходната влада некој ова да го направеше, се велешки збор ми излета. Да. Некој ова да го направеше, каков ќе беше односот на тогашниот премиер. Па добро е, се сеќаваме дека излегува слики од Груевски како беше во Тел Авив на одмор. Не знам која година беше тоа, 14. Мислам дека беше после падот од власт. Не се сеќавам точно. Да со оние Мајбах на очари, не за време на владењето беше, и се сеќавам тогаш каква бурена реакција се предизвика дека бил Груевски во Тел Авив. Тел Авив е далеко поблиску од Мексико. 2,5 сати летање од тука. Да. Ово е 12 по Мексико. Ако така ги 12 гледаме, но небитно. Најбитно е дека на владата и се случи вториот и третиот човек на владата. И Груевски не отиде во пандемија, тоа е разликата. Тоа сега да кажам. Вториот и третиот човек, они нека работат не по 16, по 60 сати на ден, 7 пати нека работат, по 7 работни места нека работат. Да, но што аер имаме ние од нивната работа? Не, ама во момент на најголем пик на кризата, ние доживеавме најголем пик на кризата сега пред неколку дена по 1422 заразени. Тоа го немаше нити во зимскиот бран. Тогаш дојавме најголемата бројка беше 1406. Во таков момент, вториот и третиот човек на владата да ви заминат на заслужен годишен. Немоски, вие сте човек кој не штедел зборови, па дури и кога треба за одредени политики да се искритикува и собствената политичка партија. Никогаш не сте били од оние кои се одметнале од ВМРО-ДПМН или кои излегле со оние, нели,
и јавни настапи, соопштенија, но секогаш и јавно и на социјалните мрежи, па дури и во емисии сте знаеле некој од политиките на да се согласам или да не се согласам. или да не се согласите. Како ќе ја протолкувате сегашната позиција на ВМРО-ДПМН во целиот овој процес? Прво, видовме дека сакајќи да се направи нели одредено влијание во сео, власта се обиде да предизвика некакви внатрешни турбуленции во ВМРО-ДПМН. Не, денес сме 29 и вчера не се одржа тоа што го најавува. Може ли ВМРО-ДПМН да излезе од се ова? Има ли капацитет ова раководство на вашата партија да ги избоксува сите овие работи? После овие неколку месеци во државата веќе не е прашање дали има капацитет или нема капацитет. Мора да има капацитет, заради тоа што ова прашање јас во последен период го ставам во контекст и на состојбата на државата. Значи, би било многу неодговорно од моја страна доколку во ситуација кога нас ни колабира образовниот систем, здравствениот систем, не умираат по 30 на луѓе дневно, економски сме на прак на провалија, да легитимирам или да прифатам дебата за внатре-партиските состојби во ВМРО-ДПМН, кога имаме државни поголеми проблеми, кога имаме состојба која што ни е живото загрозувачка. Веќе не е стандардот во прашање, животот е во прашање. Во тој аспект мислам дека на сите политички чинители во овој момент и внатре во ВМРО-ДПМН и задоволни и незадоволни и надвор од ВМРО-ДПМН, коалициони партнери, дури и коалициони партнери на СДСМ, една цел треба да се постави. Тоа е симнување на оваа влада и воспоставување на нова влада која што ќе има капацитет да се справи со кризата. За сите тие недоразбирања, различни политички согледувања и така натака ќе има подобри времења во кои што ќе може да се дебатира, да се разговара. Сега врвен приоритет на сите оние кои што и мислат добро на државата треба да биде симнување на оваа власт. Јас на вистина ви се извинувам, но што туку пристигна една ексклузивна информација. Минатата недела лидер објави дека голем дел од министрите се вакцинирале преку ред. Само секунда, Царовска, исто ставете ја во наслов. Им пишувам на колегите од сајтот, а тоа е. Албанскиот портал News 1 објави: Царовска, Груби и Маричич имале ВИП имунизација. ВИП имунизација трка со вакцини стана корист за политичарите. Ова ви го преведувам, ми го прати преведено од албански јазик, преводот може би е малку лош. Набавката на вакцини предизвика сериозни проблеми во голем број развиени земји, но и огромни скандали во така наречената ВИП вакцинација. Не само што вакцини обичниот граѓанин доаѓа многу тешко, туку и ограничените количини кои започнуваат да доаѓаат во многу државно се злоупотребени од политичари. Само секунда, двајца министри во Перу, да видиме каде е делот за Македонија. Во оваа земја се шпекулира дека ВИП вакцинација преку ред обезбедиле министерката за образование Мила Царовска, министерот за правда Бојан Маричич и вице-премиерот Артан Груби. Пишува албанскиот ова подитно мора да се расчисти, ако се докаже дека е така, најмалце што треба е да си поднесат оставка и тие кои што им обезбедиле ВИП третман. Најмалку. Значи, доколку ова излезе како информација. И сега, знаете, треба да дојдеме во ситуација со луѓе кои што треба да обезбедат имунизација за граѓаните, за ранливи категории. Не имаме. Владата, знаете дека е пониште одлуката хронично болните да не одат на работа. Знаете дека хронично болните одат на работа. Бремените жени одат на работа. Возрастните категории на граѓани немаат добиено имунизација. Ако ова навистина се докаже, ја немам зборови, мислам како да ви кажам, не сакам да си од утрина да си ја гнасам душата да употребувам потешки зборови. Ова ако е се губи смислата на расправа, мислам како да ви кажам, веќе се соочувате со тотално асоцијален режим. Кој ти дал, значи сега борба е за живот, така јас сакам да се вакцинирам. Вие сакате да се вакцинирате, сите сакаат да се вакцинираат. Антитела им менфама. Понатака сакам да се вакцинирам. Тоа што се избрани функционери не им дал право на предност на живот во споредба со
со било кој друг граѓанин на Република. Токму така. Мислам, И тоа е главниот жално е. проблем, еве, им ја проследувам оваа вест на моите колеги да Така лесно се утврдува, со веројатно антитело. нека си се формира една здравствена комисија, нека си една инекција, нека се извади Еве, крв од вие сте тројца биле дел од законодавниот дом. Зошто собранието не ја декласифицира листата на вакцинирани во државата? Не Зошто верувам тоа дека треба? е дојдено таков материјал до собрание, а не верувам дека има и основа да биде па класифициран материјал. Тоа треба да се провери. Класифициран е Како може да е материјал. класифициран? ВМРО ДПМН е... А одат они, знаете што злоупотребуваат здравствената состојба на секој граѓанин, право на приватна информација, какви лекови некој Да, прима и но така. веќе сега сме во пандемиски причини. Да, апсолутно за ова прашање треба собранието да можеби да иницира. Не Разговарав лоша со забелешка. вашиот пратеник од ВМРО ДПМН Миле Левков и тој овде во оваа емисија каже дека веќе ќе бара опозицијата декласификација на оваа листа за да се види кој досега се вакцинирал. Затоа што имаме ситуација колку се досега 5-6 илјади се стигнати. Значи, јавноста во овој процес, сега логицирам, јавноста во овој процес би обезбедила еднаквост на сите кон живот, кон право на живот, што се врховни начела на Уставот на Република Македонија и таков предлог собранието би имало право да донесе, би имало право да донесе. Доколку веќе пратениците на ВМРО ДПМН размислуваат за таа идеја, ја би ги охрабрил да го направат. А што Па нека мислите? излезат пратениците од СДСМ, нека гласаат против. Дали за вас излезе дека сте имале бугарски пасош? Бевте у тие? Не. Не ве ставија веќе затоа што Кога бев актуелен пратеник имаше некои шпекулации тогаш. Пошто нели, у принцип шпекулациите се да ви го нарушат кредибилитетот личен, има и многу други приказки. Има ли Илија Димовски бугарски пасош? Апсолутно не, нити бугарски, нити било каков друг пасош, нити сум размислувал некогаш, нити има потреба да имам бугарски пасош. Јас сум од редот на оние луѓе кои што секогаш се залагале за подобрување на односите со Република Бугарија, со Република Србија и така натака, но секогаш сум имал една граница, веројатно и сте читале доста текстови од моја страна во кој што тврдам дека бугарската политика кон Македонија во последните 100-120 години е погубна дури и за бугарската држава, заради тоа што го негираат процесот низ кој што и тие самите поминале. Знаете, Лјупче, на сите пописи во Отоманската империја до 1870 година населението во Бугарија во главном до Софија се попишувало како ромеи, грци. Трговијата, образованието се случувало на грчки јазик. Од Софија нагоре се попишувале за срби. Шопскиот дел, да рече. Зошто? Заради тоа што во Отоманската империја до 1870 година не постоела нити бугарската екзархија. Правото на попис бил само по овие две линии. И сега, они тоа што нас не го прават за периодот после 1870 година, ние треба да им го правиме за периодот пред 1870 година. Ако ние по нивната логика сме бугари, тогаш они по нивната логика се грци и срби. Не разбирате? Апсолутно да разбирам. Заради тоа што така се попишува. Сума сумарум, што може да очекуваме од денешниот ден? Јас не очекувам некои посебни настани, би било сосема доволно, можеби да се најде разбирање дека треба да се влезе во разговори за нова влада во Република Македонија, би било сосема разумно одложување на пописот од две причини, реков, методолошки и здравствени. Дали тоа ќе се случи? Мислите дека пописот е доволно, а за експертска влада можеме и да почекаме? Па не мислам дека можеме да почекаме, секој изгубен ден е лош и за здравството и за економијата. Да не ги спомнувам овие споредниве, тутунот во Прилепско деновија, знаете колку се продава? По 60 денари. Да, го видов. Знаете дека немаме култура во државава? Таков сегмент на општествено функционирање култура не постои. Образованието, знаете на што е сведено? Како нема го имаме оној прекрасен Гарванлиев кој не се, да не го коментираме него, значи ние како структура национална немаме образование, немаме здравство, немаме култура, државата малтене не постоече. Што прави сега Илија Димовски? Тоа е прашањето кое ме интересира и мислам дека поголем дел од јавноста ви интересира. Ние навикнавме да ве гледаме во политиката. Па помагам колку што можам, кога сум прашан, помагам и на дел од пратениците кои што за тоа ме замолуваат и на партијата. Сконцентриран сум на постдипломски студии спрема магистарска теза
малку време во кое што, знаете, прилично истоштувачки години сум имал пред себе како политичар во минатото и во овој период е малце и добар за еден малце поразличен поглед на работи. Кога гледате од страна, некогаш и појасно е. Да имате повеќе време за читање, за... Апсолутно. И за да посветам време на луѓе кои што неправилно сум ги запоставувал во минатото. Почнувајќи од собствената фамилија, па кон пријателите, другарите и така натаму. Верувате дека може да се сменат работите во Македонија? Знаете, ние сите никако ја детектираме ситуацијата, но просто и голем нихилизам. Моето политичко искуство говори дека процесите се предвидливи. Она што ние како држава правиме глупости во минатото, дури ако сакате и при трансферот на власт помеѓу ВМРО и СДСМ пред 4 години и овој сега, е тоа дека ги гледаме процесите, но владеачкото мнозинство сега и тогаш, прифаќам дел од одговорноста, сака да ги одложи процесите и да ги развлече. Но тоа развлекување на процесите прави штета и на државата. И уште поболен крај. Така е. ВМРО да помане, уште при објавување на првата бомба требаше да даде предвремени избори. И партијата ќе поминеше многу полесно, и луѓето од партијата ќе поминеа многу полесно, и државата немаше да помине ни со овие истото можеме да... и сега. Доколку ние секој одолжување. Па и тоа би го рекол и референдумот за промена на името. Доколку ВМРО не го бойкотираше референдумот за промена на името и доколку повикаше масовно на излегување против, ние немаше да имаме потреба да ги гледаме сите оние ситуации со уценувани пратеници. Тоа беше брутално да се гледа. И на крај... Јас сум кажал еднаш на телевизија, не дај Боже, на најголемиот душман не му го пожелувам да го преживее тоа што јас лично сум го преживеал во тој период додека во собранието се менуваше името. На најголемиот душман не би му го посакал. Никогаш не сум сакал да се расфрлам, да зборам на таа тема и веројатно во животот и никогаш нема детали да зборувам. Но тоа јас мислам дека треба да зборувате. На се личеше освен на достоинствено однесување на собрание. Јас мислам дека сепак треба да зборувате. Здравје Боже, живот. Размислете, имате повеќе формати, можете да седнете да напишете нешто, можете да седнете да кажете нешто. Знаете зошто? Затоа што на крајот од денот, она што ние како народ го заслужуваме е барем да добиеме одговор на тие прашања. Ние јас имавме на ситуација, ги консултиравме сите тие 8 пратеници кои променија, нели кои гласаа за промена на името, кои не ги оправдувам, и му се јавивме и на оној Охрид, како се викаше, Љубен Арнудов. Добро. Искрен да бидам, во телефонскиот разговор кој го обавив со него, јас сватив дека се работи за човек кој е уништен после се. Човек кој, знаете, не сакам да го оправдувам за тоа како гласал, но си велам во себе кој знае што се случило за да се доведе во таква ситуација. Јас не би се сконцентрирал само на тема на тие 8 пратеници. Јас кога почина господинот Амди Бајрам, имав еден статус, мојот честување спрем Амди како колега, без разлика Амди што све во животот и така натака. И напишав еден пасус на кој што многу луѓе ми замерија дека јас човекот го видов како плаче кога се менуваше името. Но видов најмалци уште 2 пратеници од владеачкото мнозинство кои што плачеа кога се менуваше името, за кои што знам дека не го правеа тоа доброволно. Не е темата само 8. Секавате и Ферит Мухич за 2 дена. Не е само темата 8 пратеници од ВМРО. Темата е дека и пратеници од владеачкото мнозинство гласаа спротивно на своето убедување. Кога ќе престанат да се кршат кичми во Македонија, буквално ова е кршење на кичма на едно човечко суштество, кога ќе престанат да се кршат кичми за да функционира системот во нашата земја? Може би не следните избори, но изборите после нив. Се надевам и следните избори, но не сум многу сигурен. Ја мислам дека треба мнозински модел да се воведи каде што пратеникот ќе одговара пред народот. Токму тоа сакам да ја кажам, 2 концепти се или мнозински систем, зашто јас би бил посреќен, заради тоа што знаеш точно за кого гласаш, и не само
тој што гласа, туку и тој што е гласан знае кој точно гласал за него и е одговорен. Па дури и со императивен мандат, ако може да го повлечат, би било идеално. Видите, имаше една идеја за во судството и судиите да имаат ограничен мандат, да нема вакво себевластие и властолюбие кон владеачката структура било која да е. Или па пропорционален систем, но со отворени листи. Така, одговорноста да биде и на пратеникот. Во тој случај ќе биде многу поодговорно работето на собранието. Значи ние концептуално треба да го смениме системот како се етаблира собранието, како се бира собранието. И во тој случај било која власт ќе биде многу помалку моќна. Затоа мене никогаш не ми се допаѓале, знаете, има криза во владата, некаква афера, скандал, че некакви проблеми. Ова и во време на ВМРО го зборам, не само во време на СДС. Владата брифирала информации против собранието. Сите оние текстови, патни трошоци, чуда, врагови, ваму, таму, што и да се доаѓаат од власта, не доаѓаат од опозицијата. Да знаете, секогаш кога владата требало да се покрие, секогаш собранието е проблем. А ние не сваќаме дека собранието во уставот има зададена надзорна контролна функција на владата, која што владата не ја сака. Така? Сте седеле некогаш... Ништејќи го собранието, погазувајќи го собранието, ние го погазуваме единствениот државен орган кој што може да ја контролира влада. Дали Илија Димовски во своето богато политичко искуство има и искуство да седи на маса со наркобос? Никогаш. Барко што некој некаде ако станал, а да не знам. Во меѓувреме не сум чувствувал. Има напредок и промени во тој свет. Видовме ни потреба, ни желба, ни имаше едноставно не разбирам што едноставно тоа би дури да се случи, би било многу досадна средба, заради тоа што немам заедничка тема. Така, што би разговарал сега јас со на наркобосовите влијаат економските процеси, доколку нема пари и БДП во општеството и нивниот обрт се намалува, така што видете, страшно е во намерата да се сруши власта на ВМРО ДПМН, што соработуваат со такви луѓе. Страшно е со кого се и тука во Скопје и ширум низ Македонија. Вие сте од град надвор од Скопје, јас сум од град надвор од Скопје. Страшно е олош. Со кого се, ајде да не употребувам јас толку полусвет. Хрватите имаат прекрасен збор. Жешки зборови, сепак сум политичар и мора да имам обзир спрема секој, но со каков све профил на луѓе се да се направи коалиција. И сега скапо ќе ги плаќат. Има сега уште една ситуација. Председателот Пендаровски, тој има слика со еден од наркобосовите. Председателот Пендаровски најголем шамар што можеше да удари по власта. Не знам дали го прочитавте неговото. Прочитав, он века јас немам слика на која што се гледа дека сум седел со тие луѓе, а со мене кога сум бил во посета во села, може да се слика секој. Но во исто време имате пола влада што седела на маса со истите луѓе за кои што Пендаровски ги пушти низ вода Оливер Спасовски и Пендаровски има неколку такви. Иако за мене по моје искуство Пендаровски далеку е од диференцирање од власта. Дури Ѓорѓе Иванов беше со подцврсти ставови визави власта, иако се сеќавате. Иванов се спротистави на носење на закони за сферата на разузнавањето, се спротистави тогаш на Мијалков, на Груевски и успеа. Не се донесе таков закон со кој што ќе се обединеше целото разузнавање во еден сегмент. Пендаровски го подпишува законот за попис и после 3 дена вели, ја мислам дека пописот треба да се одложи. Мислам, тоа е вака, како да ви кажам, да, но барем кажува нешто, за разлика од едноумието кое доаѓа. Не можете да го подпишете законот за попис и по 3 дена да кажете, знаете, овој закон тоа не е добар. Али ова со неговото соопштение за овие луѓе од Грчет за кои што се вели дека се наркобосови, беше фрапантен шамар по. А никој не демонтирал досега дека не се. Не демонтира слики се љупче, мислам, сите ги гледаме по. Јас го чекам Оливер Спасовски да докаже кој од МВР им дал на тие луѓе. Тоа за мене е фрапантно. Тоа за мене е фрапантно. Во тие 2 дена, ден за ден, видите што се случи. И никој не го искоментира. Прво, акција на јавно обвинителство, кое што би требало да е од најтоп секрет, за која што акција они самите велат кремот на наркомафијата во Македонија, така, тоа го велат луѓето од јавно обвинителство, им пропаѓа таа акција. Утредента МВР има огромно присуство на специјалци околу центар, околу Битпазар, за протест кој што не бил ни најавен.
Значи во 2 дена, двата клучни органи, јавно обвинителство и Министерство за внатрешни работи, ја утнуваат скроз. Да е најголема трагедија, никој не се почувствува повикан да сноси некаква одговорност. Океј, јавно обвинителство ни каже дека им пропаднала акцијата. Кој од јавно обвинителство ќе сноси одговорност за тоа што е пропадната информација? МВР донесе Русковска рече дека веројатно од МВР протекла. Ама се видете, кој е одговорен за таа акција? МВР или јавно обвинителство? Нека си расчиста, така. Ако е МВР одговорно, ја нека поднесе пријава. Ако ја што сум на страната на Русковска за прв пат во мојата кариера. Ја не сум на ничија страна, ама во 2 дена МВР донесе 1000 полицајци од цела Македонија, плати патни трошоци, дневници, оперативни, вакви, такви. За протест кој што го немаш. Сигурно се потрошени ичда не бар пола милион денари, а малце е тоа пола милион денари дента. Сигурно се повеќе од пола милион денари потрошени за протест кој што го немаше. Никој не сноси одговорност. Ваму им 800 грама дрога фатиле, 6 најголеми наркобосови побегнале. Еве ги повикуваме наркобосовите слободно да се јават во Радио Лидер. Слободни сме нивната страна да ја пренесеме затоа што сепак знаете, се работи. Сега немаме информација може би се невини. Ја би бил еднакво заинтересиран кај побегнале, кога побегнале, по кој пат побегнале. Владава нека седне, нека преговара со нив, очигледно имаат добри релации, така. Нека зошто имаше една фрапантна изјава, ја не можев да верувам. Ние дури доколку се свртиле против владата, подготвени сме и простор медиумски. Имаше една фрапантна изјава без разлика за кого се несува. Тоа беше надвор од здравиот разум, кога премиерот кажа удривме по семејството. Тоа е кај Сашо Мјалков, да. Значи, удривме по семејството. Удривме по имотот и по семејството. Тоа е недозволиво, тоа е, како да ви кажам, тоа е спротивно на устав. Само за таа изјава паѓа политичар. Без разлика за кога се работи, за најголемиот. Не, утре Заев ќе излезе, вие па кокаин за убаво ги расположува младите. Зарем не гледате како се релативизира зошто немаме ист третман и сега? Тоа сака да. Зошто немаме ист третман? Зошто премиерот не го викна председателот на судот, не го викна обвинителот, што не смее да го прави. Мислам, како да ви кажам, председател на суд оди се координира со извршна власт. Да. Зошто не го направи истото за оваа операција да ја санира? Така, ако нели јас ги превземав работите во свој раце, ја координирам. Ја превземе ги сега ситуациите и скоординирај. Влегуваме, ние немаме државен систем, немаме правила. Не може јавен обвинител да излезе на телевизија и да каже ни пропадна акцијата. Никому ништо. Не може председател на суд да оди кај премиерот на координација. Не може. Мислите дека наркомафијата може да му се одмазди на Зоран Заев за сите ветувања кои ги дал? Видете, јас пак ќе ги замолам медиумски да им се одмазда доколку им. Ја немам проценка за тоа што никогаш сум немал контакт со такви луѓе, но јас знам многу луѓе во мојот град на кои што им биле ветувани чуда. Јас знам во Велес, еве ќе споделам една работа, пред доаѓањето на власт на Заев, на тројца луѓе само во Велес им беше ветено министер за правда. Знам дека во едно село во Велес им ветија школа, игралиште, градинка, простории за местна заедница и да помогне државата да се изгради џамија. Ништо не е направено. Ниту една работа од тој. Луѓето во тоа село кое што не сакам да го спомнам за да не испадне како злоупотребувам, сами си асфалтираат со пари од џебот, како да ви кажам. А им ветија се тоа што ви го наброја. Значи, одговорноста сега на избори ќе биде кај сите тие. Димовски, ти благодарам за гостување ово утро. Се надевам дека отворивме многу интересни. Овие радиски гостувања се поинтересни од можеби од телевизија и магија. Радиото има магија и секогаш барем кај мене така влијат кога почнав да го работам ова ми отвара некои нови чакри на размислување. Она што фали можеби во Македонија, ние немаме говорни радија. Јас сум бил во Америка повеќе пати, сум бил низ Европа, сум бил Австралија, што имаме радио станици кои што постојано имаат говорни емисии, многу малце музика. Постојано говорни емисии, без разлика на тема. Јас, пошто ви реков, патувам скоро секој ден Велес, Скопје, Велес, во најмал ракат, во кола слушам. Не можам да најдам радио станица на која што ќе слушам. Ние сме на добар емисии, документарци, било што. Ние сме на радиодрами имаше
Да, своевремено ние да сакаме да го вратиме и тоа размислуваме, но финансиската ситуација е тешка поради ковид пандемијата и полека ќе се обидеме да го направиме. пожелувам успехи. Среќа. Сето. Ви благодарам многу за вашето гостување. Последен повик до наркобосовите да се јават на lider.mk@maimunchepost.com. Кога не може да ги најде ниту полицијата, ниту обвинителството, ќе се обидеме да ги најдеме ние и да ја пренесеме нивната страна. 29 март 2021 година, Скопје, реализација Радио Лидер, техничка реализација Јане Јанков, Мартина Костадинова, главниот говорен уредник мојата маленкост Лјупчо Златев. Останете со 107,4, продолжува радио подиумот на Јелена, пошто нели нормално имаме и вести за кратко и нормално. Читајте lider.com.mk.